Струга има 329 дивоградби за кои општинските градежни инспектори имаат изготвено активни решенија за уривање, дознава А1. Ниту еден од овие објекти не може да биде легализиран, бидејќи се изградени по 2011 година. Од нив 44 објекти се на крайбрежниот заштитен појас. Решенијата за уривање се издадени во периодот од 2011 до 2021 година, односно во изминативе 10 години. До сега се отстранети само 6, тоа се платформите поставени во Охридското езеро. Општината има и 4040 дивоградби кои треба да се отстранат бидејќи барањата за легализирање им се одбиени. Наспроти овие податоци, Мирко во неколку наврати уверуваше дека во Струга нема дивоградби. А1 ги доби податоците од градежниот инспекторат на општина Струга, но не и предметите за дивоградбите. Оправдувањето на Мерко беше дека документацијата е обемна и поради тоа не може да ја достават преку електронска пошта. Истото го кажа и службеничката за информации од јавен карактер сервер Шашко. Поради тоа беше дозволен само увид. Но во канцеларијата на градежниот инспекторат не добивме ниту увид, туку усно ни беше соопштена бројката на издадени решенија за уривање. Ни беше ветен список со број на дивоградби, како и број на решенија за уривање, но и тоа не е доставено до објавување на оваа сторија. 329 градби со решение за уривање не се и точниот број на дивоградби во градот, бидејќи Државниот завод за ревизија констатираше дека општината нема доволно инспектори за да ги контролираат дивоградбите. Според ревизорскиот извештај, Струга нема отстрането ниту еден објект во последниве 10 години. До сега Струга одбила 4040 барања за легализација на бесправни објекти, со што според законот за градење, тие се дивоградби треба да се отстранат. Во решенијата за уривање на 329 градби не се бројуваат ниту крајбрежните објекти кои биле изградени додека плажите биле под концесија, иако истите согласно договорите треба да бидат отстранети. Ниту еден од овие објекти покрај Охридското езеро нема решение за уривање, иако сите се на државен имот за кој никој нема концесија. Дел спаѓаат и под катастарска парцела Охридско езеро и се на помалку од 50 метри од заштитената зона, што значи дека дури и да бидат издадени концесии, на тоа место е забрането да постојат објекти. Бројките до кои дојде А1 говорат дека најмногу решенија за уривање на крајбрежјето се за урбана опрема, односно приближно 20, а има и по 2 за огради, автокампови, надстрешници, помошни објекти и по едно решение за подпорен зид, спортски терен, бунгалов, верско обележје. Од градежниот инспекторат на Струга ни објаснија дека прашање е дали околу 10% од вкупниот број на изготвени решенија се за објекти кои се целосна дивоградба, а останатите се однесуваат на правење доградби на објекти, поставени огради, урбана опрема, гаражи. Бројот на издадени решенија на крајбрежјето не се совпаѓа со фактичката состојба на терен, а А1 ги пребројуваше крајбрежните објекти кои се изградени на државно земјиште на крајбрежјето, објекти поставени на платформи во езерото, но и оние на приватен имот без дозвола. Секој ваков објект представува дивоградба. Во потегот од плажата Аквариус па се до Евротел има 32 цврсти градби, 17 времени, 3 платформи, по една бетонска тераса изградена во езеро, бетонски паркинг и игралиште, или вкупно 55 објекти. За објектите кои биле изградени од концесионери, струшките градожни инспектори не изготвиле решение за уривање. Ваква одлука донеле бидејќи, како што кажа за А1, во 2015 година добиле допис од Министерството за транспорт и врски, во кој, според нивното тврдење, им укажале дека објектите се со дозвола за градба, па решение за уривање не може да се изготви. Прашавме во Министерството за транспорт и врски дали имаат тие ваков став во однос на овие градби, но тие негираа. Не можеме ние да одлучуваме за нешто што не е во наша надлежност. Ако општината располага со такво земјиште, таа има ексклузивно право да одлучува како да постапува, доколку владата нема донесено поинаква одлука. Во овој случај, владата нема донесено никаква одлука за тоа, што значи, за секој објект што е од втора категорија се одлучува самата општина. Велот од Министерството за транспорт и врски. Налог за уривање на дивоградбите кои добиле решение од струшките инспектори дава општината. За овие 329 активни решенија е издаден само еден налог за уривање, за објект на плажа и 6 за платформите во езерото. Не се урнати ниту сите платформи навлезени околу 50 метри во езерото, иако тоа беше најавено. Една од нив и натаму функционира со лежалки и шатор. Градоначалникот Рамис Мерко смета дека сите постапили и доброволно ги отстраниле платформите, иако не биле дивоградби. За останатите бесправни градби, тој натаму не планира да ги урива, со тврдење дека Струга нема дивоградби.
Ја мислам дека беше ствар на договор самите доброволно да ги отстранат платформите. Мислам дека постапија по тој заеднички договор со мене и нас сите тие концесионери и уште повеќе ни требаат за да можеме да имаме туристичка понуда. Без тоа сигурно не ќе го имаме. Од друга страна, чекаме план од страна на Министерство за транспорт и врски и од влада како да постапиме понатака. Сигурно дека тие ќе работат и понатака со тоа што тие го плаќаат данокот што беше предвидено од почетокот на концесионирањето. Мирко нема да урива, а владата нема намера да му ги одземе ингеренциите и таа да го спроведува законот. Оттаму заеден он вела дека се залагаат за децентрализација, а владењето на правото е нивен врвен приоритет. За нив е неприфатливо однесувањето на Мирко и велат дека ако општината издала решение за отстранување на дивоградба, тоа мора да се спроведе. Намерата со процесот на децентрализација е секоја општина да ги добие ингеренциите во делот на градишното земјиште и да управува со него, а општините се должни да ги исполнуваат своите законски обврски. Неприфатлива е толеранцијата, па дури и охрабрувањето на извршителите на нелегалните градби во заштитеното подрачје кои нанесуваат сериозни штети на буџетот, го упропастуваат нашето природно и духовно наследство. Ако општината издала решение за отстранување, тогаш сопственикот или пак општината мора да го отстрани објектот за кој е издадено решение. Велат од владата заеден он. За бесправно градење во Струга има и стотици кривични пријави за кривично дело бесправно градење против стотина сторители, а десетици за злоупотреба на службената положба и овластување и узурпација на недвижност. Основниот суд во Струга има донесено и осудителни пресуди, но состојбата на крајбрежјето е непроменета.